Привлековме туризмот наша прилично честа тема и тоа со причина, токму заради тоа што има нови информации, да, но секогаш прашањата остануваат дел од нив одговорени, дел од нив делумно и не, кога зборуваме за националната стратегија и за она кое што треба да поработи Македонија во овој сектор за привлекување на се поголем број туристи. Сме зборувале за бројката и за процентот и растот кој што нели постои статистички, но дали сме транзит дестинација или сме дестинација со доживување, која што ги привлекува и туристите а сакаат, и една од темите, но постојат и други теми и прашања кои што денеска ќе ги предискутираме заедно со нашиот гостин во студиото, или може да кажеме човекот со кој што често ги отвораме овие теми, а тоа е господинот Аркан Керим, претседател на туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Аркан, добро утро и добро ни дојдовте. Утро верувам безбедно со безбеден град. Ти си веројатно еклатантен пример се како функционира Safe City, безбеден град. Пред се добро утро, да, па се како функционира, сите ќе каснат по половина час минимум на работа, така да гостите ќе си ги викате по пола час прво да се стигнат на време, за да нема проблем. Меѓутоа добро е, мора да функционира, мора да се ставиме во ред. Ова е одлично, значи Safe City е за поздравување, еви казни ќе се намалат и луѓето ќе се откажат од кола, ќе бидат како тебе со велосипеди да. Дај Боже. Па сега тоа. Очекувам ви Мора да се смениме да станеме ние скандинавци. Да, ти прави и тебе промене, што велиш ти, ако треба ќе направиш некаков транзит и ти можеби со некои супститути кои што се користат сега. Јас планирам веќе да не ја користам колата, бидејќи не можеш да ја користиш. Побаво е или со велосипед или со тротинет да си одиш на работа и сега да стигнеш. Да, и сега тука само уште да бидеме со велосипедско со инфраструктурата за велосипедисти или повеќе да имаме велосипедски патеки и онаму каде што може да биде проводно за велосипеди и тука исто така сме со прилично големи предизвици, но како и да е, се бараат алтернативи. Имаме, не сме дека немаме, имаме велосипедски патеки. Имаме, ама за не разлика секаде. вела дека да речеме од Белград, Загреб, како исто метрополи кои што се од регионот, вела дека Скопје е неверојатна, можеби добра стратегија или може добро се носи да речеме со Балканот, кога стана збор за поголемите градови, вела дека како рамни сме како Тепсија, инфраструктурата е одлична можеби за во случајот велосипедизма да го развиваме. И меѓу другото, еве изад камерите кажавме, за Македонија да се позиционира како автентична туристичка дестинација, секако и современата култура игра голема улога, за да човек се чувствува безбеден како турист во местото нели да посета. Да, сега има друг момент, од Скопје до Охрид ќе се патува 6 сати. Сега, значи, полека, по 50, 60, 70, значи, од Скопје до Охрид, така патот не е завршен, ќе биде 6 часа. Дали ќе го зголемиме туризмот, не знам. Значи, малце е ова дискутабилно. Бидејќи, знаете, сите треба да ги прочитуваме правилата. Има камери на патот и мора све да се биде по правила. Возачите на автобусите никој нема шанси да направи грешка или вакво. Тогаш, значи, ќе се пролонгира и патувањето и ќе биде малце поспецифично. Да, е дискутабилно, да, и верувам дека во различни сектори или конкретно ако зборуваме за сектор туризмот има повеќе прашања кои што би можеле да се отворат токму за ова, некако го споменавме со браќаот, со браќаната култура, ги споменавме на самиот старт велосипедите, но ако зборуваме и за културата помеѓу жителите и оние кои што паркираат на велосипед на почеток на велосипедска патека, и тоа е друго прашање и друга тема, што значи се во едно би требало да опфатиме кога зборуваме. И тоа ќе се смени, нема кај да оди, сега нема никој луѓе да паркираат, не се зашто да плаќаат казни. Пример, ќе застане да купи од апотека нешто од пилјара, нема да застанува, тоа е малце вако. Ќе ги начнеме веројатно и во текот на разговорот или барем ќе ги споменеме во делот ако зборуваме за туризмот и за тоа колку Македонија во последно време е привлечна за туристите или ако кажам поконкретно за кои туристи, но на кое што деновиве излезе како информација е дека Македонија е нова туристичка звезда во 2026 година со древни пејзажи, кристално чисти езера и богато културно наследство и тоа се е така, но има предизвици со кои што ние како држава се соочуваме. Ако зборуваме за добро познатиот или популарен термин одржлив туризам, дали Македонија реално има некаква стратегија по ова прашање или само го следи трендот? За жал, ние немаме некоја, да кажеме, некоја стратегија со која што може да се пофалиме, бидејќи нема буџет. Вие ако немате буџет, не може да направите стратегија, не може да направите промоција. Сега, но тоа не е некој хендикеп, ние како туристичко стопанство мораме да се фокусираме сами со своји ресурси, со своји средства,
да успееме да направиме да ја испромовираме Македонија како што правиме уназад години на сите места. Пример, завчера се видов со млад колега, бил прв пат во Мадрид на сајамот и го прашав за импресија. Викам како помина, вика како, вика ми падна срам. Зашто? Па до нас беше, вика, Србија, они вика како Лига шампиони, ние вика бевме како гревчиња, вика со мал штант. И нема што да му кажам. Сега, значи, Србија, нашиот сосед, имале штант, ја не бев во Мадрид, Лига шампиони, а ние сме биле како гревче. Од тоа го кажам, што го кажа колега. Сега... Добро, ама сега имаме и Министерство за туризам, значи би требало работите да одат во нагорна линија. Имаме министерство, меѓутоа ние сега, значи во наредните 4 години, према тоа што го добиваме од Министерството за финансии, ние ќе треба да штедиме како држава, ради тоа што треба да се враќаат стари долгови. И нормално е дека туризмот помалку ќе биде испромовиран, помалку ќе биде со буџет. Овие работи треба да ги каже министерот за туризам, треба да дојде кај вас на емисија и да ги каже дека ќе нема толку промоции што како сега ние го кажуваме, го гледаме дека нема промоции, меѓутоа пак не се предаваме, ние мора да работиме, мора да се функционира. Бројките се зголемуваат и без промоции, без вакви работи. Сега, значи, ако се смени статистички да се проверува како влагаат бројот на туристи, бидејќи видите, во Скопје има 1500 станоиздаватели кои што ги примаат туристите, а не ги пријавуваат. За жал, нема, значи немаме ни механизам, ни метода. Сега, значи, ние сакаме да имплементираме ова Safe City е компјутер, меѓутоа ние немаме компјутер во туристичко стопанство како да имплементираме каде луѓето влагаат, каде излагаат. Затоа треба да се смени методологијата статистичка како се прави. Треба, значи, влезот, излезот на луѓе во Македонија, странски гости, од МВР, мислам дека тоа ќе биде поадекватно ако се брои така, и тогаш бројките ќе бидат дупло поголеми од тие што се сега во моментот, бидејќи видите, на Скопскиот аеродром слетале 3 милиони луѓе, тоа е на поле 1,5 милиони, значи 1,5 милиони. Имаме отприлика околу 3,5 до 4 милиони транзит туристи кои што транзитираат низ Македонија. Имаме 1,5 милиони казино туристи кои што влагаат, излагаат од Македонија, Косово, од Косово и Албанија и од Грција. И имаме, значи, отприлика доаѓање на туристи кои што ја посетуваат Македонија еднодневно, дводневно, дали со 3 дена. И таму имаме негде околу 700-800 илјади кои ќе се направи цела збирка. Кумулативно? Кумулативно, тоа е многу поголемо. Ние сега со овие статистики, гостителскиот и туристичкиот сектор е учествува со 7,7% во БДП-то на државата, со 30.000 вработени. И сега, значи, треба да се внимава, значи, овој сектор треба да се гаи, за да без овие што ги кажа плюс овие пари ако се внесат, јас сум сигурен дека ние имаме импакт од 1 милиарда евра годишно во буџетот на Македонија, од рестораните, од хотелите, од туристичките агенции, значи целокупно туристичко стопанство генерира околу 1 милиарда евра. И сега, значи, ние се соочуваме со големи предизвици. Пред нас е, значи, законот за пушење, кој што сакал ние ќе го имплементираме. Ние не сме против законот, меѓутоа бараме на целата територија на Македонија да се имплементира тој закон, да биде коректно, а не да биде пример сега во казино ќе одите таму да може да се пуши, а во ресторан да не се пуши. Зашто да бидат казината заштитени како бели мечки? Значи треба малце да се погледне и во тој аспект, значи дека во ред ние ќе го имплементираме, ќе бидеме коректни со законот, значи како што ќе каже држава така, меѓутоа бараме на целата територија на Македонија да се имплементира тој закон, со тоа што нема да има, значи, повластени луѓе или повластени предпријатија, пример како казината што беа во претходниот закон, да може таму да се пуши, овде да не се пуши. Сите тие работи се, ако биде коректно, ќе биде коректно. Тоа е уште еден горлив проблем за кој што треба, здравје Боже, да го ревидираме сите заеднички да придонесеме. Да, еве сега, Safe City, закон за пушење и нека се направи до 25 години на млади да не им се дозволи да влезат во ниедно казино. Тоа е спасот. Верувајте ми. Дај Боже да не се отвараат. Не, еве се отвориле луѓето, нема проблем. До 25 години забрана.
Пошто зашто? Како порано што беше собирно место на младите пред Силбо, сега собирно место е пред казино. Во казино искачат, не искачат во кафиче, не искачат што во казино им дават бесплатна пијачка и наведуваат. Тоа е поголема болест од пушењето. Да, ние имавме таква тема минатата недела и тоа навистина добро го зборувавме колку е тоа реален проблем кај нас, оние кои што го пропуштиле може да се потсетат. Го разбирам токму ова кое што го спомена и од аспект на туризмот или што е она кое што меѓу другото представува и проблем, но и слика која што ја добиваат туристите кои не транзитираат, туку остануваат барем одреден извесен период или еве една недела. Доволно е да забележат колкава е честоста на тоа или на колку нели растојание токму ги имаме и казината и коцкарниците, но како и да ако зборуваме за да се навратиме пак на она кое што е наша главна тема, а тоа е бројот на туристи, ние знаеме дека Државниот завод за статистика нели води евиденција и обично ги добиваме тие информации, но моето прашање е дали во таа статистика и во тој раст или тој процент се сите туристи кои што и поминуваат и транзитираат, односно поминуваат време и транзитираат, или се прави некаква поделба. Зошто? Или дали постои евиденција кои транзитираат, а кои остануваат, за да се знае колкав прилив има тоа во буџетот? Па не се знае, тоа кажувам. Имаме, реалната слика е многу поголема. Рачунајте, вие секој ден 20 авиони слетуваат на Скопскиот аеродром. По 150 што се 3000 луѓе. Доаѓаат 50 автобуси од сите страни. Има прилив на гости, на странци кои што доаѓаат, меѓутоа не се евидентирани. Кај се евидентираат само на гранични премини. И па сега затоа треба Заводот за статистика да ги земе релевантни бројки влезот на странски гости, па тогаш ќе види дека не е тачно така. Они сега земаат само од коректните хотели кои што си ги плаќаат своите обврски према државата, туристичката такса, даноците и све. Меѓутоа, кажав дека имаме и сива економија во туризмот, кој што не знаеме. Пример, 1500 стана, по четворица да спијат, тоа се 5-6 луѓе кои што секој ден спијат во Скопје, во другите градови во државата, а не се евидентираат. И затоа игам, тие треба да ги евидентираме, да најдеме како што. Исто така, треба се каже за казино туристите. Ние не сме против странците да играат, ние сме против младите до 25 години македонски граѓани да влагаат. Тоа да го направиме, нека си доаѓаат странците и они нека се борат да донесат турист повеќе казината, тоа ќе биде одлично овакво. Но и така во нивните држави, ако збориме регионално, и немаат. Па затоа ние сме казино држава, меѓутоа младите да ги штитиме. Како се ова Safe City највеќе ради младите. Младите ја зимаат убавата кола, газат вакво и прават сообраќајни несреќи со смртни последици. За да искорениме и тоа. Убаво ќе биде, меѓутоа дали ќе се имплементира тоа, не знам. Статистички ние имаме многу поголем број од ова што го имаме сега, околу 600 до 700 милиони евра, тоа е 7,7% од БДП-то го прави туристичкото стопанство. А јас сум сигурен дека имаме повеќе. Само треба тоа да се евидентира, да се имплементира. И мислам дека во најскоро време тоа ќе се имплементира, ќе се видат тие бројки и тогаш ќе имаме ние причина повеќе да се промовираме како дестинација. Имаме стварно прекрасна држава, не сме свесни ние што имаме, знаеш, кој ќе отидеш во странство, кој ќе прошеташ, кој ќе видиш како е што е, после кога ќе се вратиш, кој ќе направиш импресиите, ќе ги сублимираш, ќе си кажеш леле колку убава држава ние имаме, не сме свесни. Јасно, минатата седмица јас сигурно се едни прекрасни дани, баш зговоревме, нели имаше викендов саем за рурален туризам токму во Скопје. Исто така нешто што е мислам дека автентична гранка нели за Македонија. Велиш дека проценка има туристи, се зголемува бројот и така натаму, меѓутоа дали Македонија денес има едно јасно туристичко позиционирање, Аркан, или се уште се обидуваме да имаме од се помалку гастрономија, култура, како што кажавме, природа и така натаму, според фотографии, ве што ги гледаме, вистина изобилуваме со се што. Еве сега да ја прашам вас. Кажете ми, кое село во Македонија е 12 месеци функционално? Едно наброете ми. Немаме таква информација. Има само едно, Вевчан. Нема второ. Ви дојде на умот, веројатно може би поради Вевчанскиот сега видите, кога одите во Италија на скијање, таму нема град, таму се и само одржливо меѓу другото. Таму се све селца.
мали села во кои што имате дуќани Прада, Валентино, и како се ка Луи Витон. Значи во едно село има све тоа. Имате ресторани, све Мишелин стар, имате дискотеки, све по правило како што треба. Ние во селата сакаме да продаваме, значи одржлив туризам се збори што како. Меѓутоа немаме луѓе во селата кои што живеат. А да имаме, тоа би било супер, би се направило. Еве пример, ќе ви кажам, сега скоро бев во Маврово. Маврово, пример, приватниот сектор одлично функционира. Хотелите не функционираат добро. Иначе приватниот сектор функционира без причини. Поради тоа што подобра е понудата во приватните. Подобра е понудата. И значи немаше снег, отприлика околу 150 приватни единици во Маврово, сите беа полни. Одете во хотелите по 2 соби само имаше. Зашто? Пошто ви убаво се етабрирали, направиле убава проценка дека може да пројде таа и таа цена и луѓето си доаѓаат и проаѓа тоа. И сега затоа викам, мора да имаме ние, значи, за такви нови варијанти на туризмот, мора да имаме, значи, да сме спремни. Ние сега што имаме? Имаме прекрасно езеро, кое што граничи со Албанија, Охридското езеро. Меѓутоа, таму сега треба да се направат многу поубави хотели, поубава понуда, за да може привлечеме побогати туристи. Сега и Охрид треба да, као дестинација, да реши дали ќе работи 1-2 август само да биде секојаш полн со тие турбофолк настани и со сите тие работи, или ќе биде некоја друг вид на дестинација. Рафинирана, софистицирана во својата понуда. Да биде, пример, Охрид, да биде Монтро. Јас уназад години сакав да ги однесам и градоначалниците и на Охрид и на Струга, да ги однесам во Монтро, значи на Женевското езеро, да видат како они тоа го направи. Какви велосипедски патеки има, како организиран настап има, значи за целата година, имаат джез фестивали, имаат други организации, културно-уметнички манифестации во текот на 12 месеци се полни. А зашто ние тоа да не научиме од тоа? Нас, еве пример, треба да ни за Охридското езеро, Охрид и Струга треба да биде Монтро, Женевско езеро. Верувајте ми, тоа е, значи, дипломската работа на градоначалниците што треба да ја направат. Одете во Монтро, видете како е, направете 30% од тоа, Охрид и Струга ќе процветат. Сега една работа е што баш си Ивана пред да додеш, не идовме повторно граѓанската иницијатива, Охрид СОС повторно алармира за сериозната состојба во која што се наоѓа Охридскиот регион, откако УНЕСКО уште еднаш укажува дека препораките за заштита не се спроведуваат. Притисокот е многу поголем, има јавна жестока дебата секако на социјални медиуми врз природно и културно наследство дека нели се повеќе расте, меѓутоа од таму посочуваат дека и покрај јасни предупредувања од Комитетот за светско наследство институциите продолжуваат со пракса на игнорирање, дозволувајќи дивоградби, урбанистички хаос и интервенции кои што директно го загрозуваат овој статус, кој што се очекува, чинам дека според извештајот да се добие некаде летото. Па еднаш, два пати го пролонгиравме тоа, се надам дека нема да се изгуби тој епитет. И мислам дека ќе се среди сега, кога ќе дојдат тие, пошто мора општината да ги среди тие работи. Сега и овие невладините организации одат до екстрем. Значи и горе што има куќи, значи направено некои мали семејни вакво, сакат да ги срушат. Во ред, меѓутоа беше првата линија до езерото беше проблем. Меѓутоа са друг момент има. Одете се вие на албанската страна, таму па све е направено на прва линија. И малку и тоа треба да се земе. Охрид, да, као град треба да се вакво, меѓутоа ако се земе целина Охридското езеро, тогаш ќе биде проблем ради албанската страна. Некај подградец таму, значи све е прва линија направено со платформи, со све, дали е тоа окей, не знам сега, значи треба да се гледа и на таа целина. Мислам дека нема да има проблеми, дека ќе пројдеме пак, бидејќи УНЕСКО не сака да го земе тој примат на Охрид, бидејќи стварно го заслужува. Охрид е стварно убавината, бисерот на македонскиот туризам. Меѓутоа, освен Охрид, имаме и други дестинации сега. Значи, ние сме 85% сме значи планинска дестинација Македонија и зимските ски центри не ни се убаво испромовирани. Сега да правиме реално муабет. Ние сега ако дојдат ова што ги најавуваат од
Дубај да инвестираат на Попа шапка, тогаш ќе видите што е туризам. Значи, тогаш ќе видите како се менува сите бројки во туризмот. Не сум слушнал, ова е нека новина сега? Па најавија дека овие што го прават Београд на води беа во Македонија и дека им се допаѓа Попа шапка. Попа шапка стварно е невидена дестинација, ски дестинација. Со потенцијал кој што треба да се искористи. Не со која постоела Попа шапка, која постоела жичара од Тетово до Попа шапка Банско во Бугарија не постоела на мапа. И се затоа треба се обратно да биде, да се направи, пошто тие ски стази што ги има на Попа шапка, нигде ги нема во овој дел од Европа и затоа е интересно, се надам дека ги се направи, тогаш бројката на туристи кои што ја посетуваат Македонија, старт милион и пол ќе се зголеми. Збориме од локално, Албанија, Косово, Јужна Србија, сите ќе доаѓат на шапка, на скијање и на уживање. Да, некако навистина големи визии и планови и за нешто кое што исто така и во минатиот период сме го зборували и што е за поздрав кога велиме дека треба да се има навистина план и визија во туризмот, но ако видиме како во пракса тоа би можело да се реализира, голем број фактори играат тука улога, меѓу кои и вработените во овој сектор или ако зборуваме за во тој сектор во смисла на тоа дека секој со својата работа или онаму каде што е поставен треба првенствено да се работи на едукацијата, она кое што го спомена, но исто така и на реализација или нешто кое што можеме да го видиме на дело. Ги спомена и италијанските села, можеме да се споредуваме, но за жал далеку се. Ако зборуваме за Италија како земја на модата, и сосема логично да го има тоа, но Македонија пак како што во Италија е позната во Македонија за модата, Македонија е позната по традиционалната вкусна храна, за оно кое што го имаме како рецепти. Токму затоа го споменавме туризмот во фокус на рурални домаќинства. Зошто? Затоа што токму тоа е привлечно за туристите. Сега, ако зборуваме за вработеници во сектор туризам и за тоа кое што треба да го направат токму во тој рурален дел, колку се работи на тоа, кога веќе го знаете како момент кој би требало да биде исто така актуализиран? Тоа е тој момент што го кажувам, значи тие јадења, таа гастрономија ние што имаме по селата, да може некако да се прода на туристите, тоа ќе биде феноменално. Ма нели се работи на тоа? Еве гледаме во последно време и поголем број издруженија. Се работи само, значи во наводници, еве правиме, ќе правиме, ама на дело нема ништо. Резултатите сака. Резултати нема, па немаме, ја што ви реков, немаме активни села кои што живеат. И сега од друга страна па некој ќе го постави прашањето дали постои ризик од прекумерна, можеби, комерцијализација на традицијата и културата во името можеби на самиот туризам. Не, тоа видите, ние се уште сме неоткриена дестинација, значи се уште сме не сме толку популарни како што може да бидеме. Бидејќи стварно имаме феноменална гастрономија. Сега гастрономијата се сведува кај сме најпопуларни, пример мрзенци на влез во Македонија, сите одат на јагнешко, значи на преубавиот домат, на традицијата што имаме таму. После тоа имаме многу убаво вино. Значи во минатите 10 години ние направивме на феноменална винска индустрија и вински пазар со прекрасни вина, значи со многу нови понуди на пазарот со вина што се дадоа тиквешијата и убавите ресторани што се прават исто таму. Тоа е значи една нова приказка. Ја мислам дека тоа е и меѓу другото добар локален идентитет кој што добро продава на меѓународниот пазар, така? Тоа е, ама не, гледај се, тоа е целата работа. Значи од тие 4 милиони транзит туристи, ти да имаш по 10-15 соби мали семејни хотелчиња во тиквешијата да спијат и да направат милион ноќевања, рачунај со вечера, со све, да потроши еден човек 100 евра. Збориме за таков викенд ескепизам? Не, за една вечер. Они патуваат ода за Грција, на одмор. Велиш дека има... Па ти рачунај, значи, милион луѓе да застанат на годишно ниво, да преноќат, да потрошат за пари за вечера, да испијат едно вино, 100 евра да остат, по милион, 100 милиони евра, само таму ќе се слеат пари. Па да, тоа е, значи, тие работи. Треба да се прави конкретно. Значи, ако се прави, еве, не, имаме ние селски туризам, немаме, не ни треба нас ни треба конкретно. Во тиквешијата е најубаво тоа, да се направи. По тој коридор да се изрекламира мали семејни винарници со сместување до 10 соби. Тоа сите може да го менаџират и тоа е феноменален импакт. Јас кога бев во Франција, во
посета на винскиот регион во Франција и ги поканив градоначалниците со кои што се видов да дојдат чисто да им дадат еден импакт на нашите градоначалници во Кавадарци, Неготино, Демиркапија, да направат некоја слична варијанта како тоа они прават. Они имаат 4 месеци туристи од Америка доаѓаат во Франција и негде трошат до 10 милиарди евра. 10 милиарди евра, значи фактички прават директен импакт врз меѓутоа француското вино. Франција е исто така интересна држава со 250 сончеви денови во годината и тоа е значи резултат на тоа. Ние исто така треба конкретни работи да се прават. Не сега ќе зимаат проекти пари од невладени зимаат пари од швајцарска амбасада, од америчка амбасада, ќе правиме тоа, на дело ништо нема резултат, верувајте ми. Значи треба некој што ќе ги мотивира луѓето да знаат дека ова носи пари, носи вакво. Јас секогаш во мај месец, пред почеток на најаката сезона, се обраќам на нашите туристички работници дека треба да бидат насмејани, да ги заборават проблемите дома, да бидат позитивни, дека ќе се направат пари. Само треба да на сите странци што еден бидеме насмејани, со позитивна енергија да им пристапиме и све ќе биде супер. Меѓутоа, мораме да се насочиме директно на конкретни работи кај што има успех. Еве, пример, Охрид. На Охрид му треба 3-4 топ хотели со 5 звезди. УНЕСКО, све тоа да се направи како што треба, али да се направат 3-4-5 звездени хотели во кои што ќе можеш да правиш сериозни манифестации. Значи, вие знаете, ние сме сега НАТО членка, ние имаме значи, преговори со Европска Унија да влеземе во Европа. Охрид не го користиме, значи во Охрид може да се направат спектакуларни настани со богати програми. Мора да има побај хотели. Скопје, пример, сега, во Скопје ние немаме каде да правиме конгреси. Конгресна сала нема во Скопје. А да се прави, знаете ли каков импакт тоа ќе биде врз сите хотели и угостителите. Немаме, пример, може да се направи еден убав фестивал, како што го прават тоа во Сплит, Ултра, или како што го прават во Нови Сад, Екзит. Таков фестивал да се направи, во Скопје да се направи во летен период. Чинам дека Екзит пристигнува сега, не знам дали знаеш, годинава со своја календарска сезона во која што е вклучена и Хрватска, меѓутоа и Скопје, поради тоа што го загубија можеби статусот во Србија. Меѓу другото, чинам дека треба и маркетички добро да се покрие. Никој пат нема да заборам кога пред повеќе 15 на години мојата прва посета во Амстердам беше за, нели конкретно сега не правам конкретна реклама, за една за едно пиво, брендот на едно пиво. Како се создало пивото, всушност тоа е нивно автохтоно пиво, направиле музеј во кој што ти влагаш и гледаш од Николец, нели, житото, начинот на подготовка. Не можам да ви обяснам каква колона беше тоа за да се набави билет за еден музеј кој што, нели, на момент го забораваш Ван Гог или куќата на Ана Франк, одиш во музејот за пиво. Чинам дека и маркетиншки треба да продадеме приказни. Па да, и се има, се е измислено, само треба да се... У секој германски град тоа имаш таков музеј за пиво. Маркетиншки само приказна да се продаде добра. Па тоа е целата работа, што зборам, значи мора да се направи. Меѓутоа сега ние треба самите да се мотивираме, самите со своите ресурси, со своите познанства, со своите пријатели што ги имаме низ светот, низ соседството, да ја промовираме Македонија. Тоа е единствениот начин, иначе сега гледаме дека нема пари, меѓутоа ние мора да продолжиме да се рекламираме, мора да се промовира Македонија, не може да застанеме. Ако нема државата да ги покрива тие трошоци, стопанството со свој начин, со свој методи ќе ги правите, ќе промовира, ќе ги стимулира тие работи за да имаме што поголем број на туристи. Видете се, не сме присутни на неколку саеми, во Охрид не доаѓаат холанѓаните, не доаѓаат пољаците и сега, значи, треба да се направи нова метода, нова стратегија. Треба, пример, градоначалникот на Охрид со охридските хотелиери и хотелиерите од Струга исто така, да направат стратегија каде да напаѓаат, каде да се испромовираат, каде да донесат туристи. Не може да не чекаат така да дојдат. Ни ги зема Албанија гостите нас. Не може, значи ќе биде Охрид дестинација кај што ќе доаѓаат луѓето на ручек
да ручаат во Охрид и да се одат пак во Албанија. Албанија, значи, има 12 милиони туристи кои што ја посетиле во 2025 година. Овде нема пат, меѓутоа еден позитивен импакт, позитивна работа што прават и се до тоа се рефлектира. Па да покажеме ние такво нешто, да покажеме на волја. Верујте ми, ние да стигнеме до 6 до 7 милиони туристи, што не е невозможно, ние ќе имаме феноменален прилив. Еве сега да не зборам за Скопје 2028, преска ме праша. Скопје 2028 се очекува да има 2 милиони туристи само Скопје да го посетат. Само дали ќе се посети, дали ќе има тоа, не знам сега. Значи тука зависи како ние ќе се спромовираме како европски град на културата, на тој предизвикарка, но ова се што го спомена и сите овие така планови или гледања за тоа како би требало да изгледа Охрид, за хотелите, па како и Скопје би требало да изгледа, и нешто кое што и сега да стартува, сигурно ќе треба една деценија да се реализира така како што би требало да изгледа. Никако зборуваме во минатото за таа национална стратегија, што никако не ја гледаме јасно или конкретно. Зборувањата, веројатно и на вас ви се, како да речам, веќе да не речам бизарни, но она кое што меѓу другото сакаме да го видиме е нешто на дело. Верувам дека имате средби со Министерството за туризам или барем со министерот. Или имате или немате, ќе кажете вие, и кога ги продочувате сите овие работи, тогаш ете кој е одговорот? Кога конечно туризмот ќе биде меѓу приоритетите на државава? Еве, сега пред 3 месеци имавме совет при Министерството за туризам и култура, во кој што мене покани, јас сум член. И на конститутивната седница јас го прашав министерот, да викам, министре, дајте, викам, треба да направиме, викам, промоција таму и таму, да се направи барем сега да не биде CNN, Eurosport како што беше на времето, што како. И онака ме погледна, полека ќе биде. Знаеш, јас после сваќам дека немаме пари, немаме буџет. Видите, генерално работата во македонското општество не е на добро со ова враќањето на старите кредити. Една влада задолжила друга влада и сега ние треба све тоа да се плати. Ние сме свесни за тоа. Меѓутоа, мора да се работи, мора да се промовира, мора да се прави, бидејќи имаме убав девизен прилив кој што го стимулира стопанството, ги стимулира луѓето. Вие свесни сте дека во минатата година од Германија, од европските земји, многу луѓе се вратија во Македонија да живеат. Нема, мислам, големата економска криза што ја погоди таму Европа, значи се рефлектира во тоа луѓето да донесат одлука да се вратат да живеат во Македонија. И доаѓаат во Македонија, што да они место треба да имаат мотив да работат, да створат нешто, а не овде, значи, најголем сектор од државата не е казино секторот. Брзите кредити најдобро функционираат. Значи, треба да се направи тие луѓе да се имплементираат во општеството, да се направи еден стимуланс. Ти можеш да работиш во Тиквешијата, да отвориш мал хотел, мала виларница. Имаме европски фондови за тие намени, има некој да ги преструктурира, да им покаже пат. Значи, без разлика имаме, немаме. Ние мораме да се таргетираме, да направиме една убава приказка со која што ќе продаеме Македонија како дестинација, гастрономија. Јас сум сигурен дека кебапчето што го имаме ние е најдобро на Балканот. Се карам со овие колегите од Сарајево, ние имаме вика бољи кебап, викам нема шанс, или јагнешкото. Начинот, методата што како сите најдобри пекари, слаткари, сите се од Македонија, од Шарпланина. Значи, одете на Хрватското приморје, одете на Црногорското приморје, одете во Белград, во Сарајево, кај сите слаткари, пекари, све се од тука. Значи, стварно имаме една традиција, на култура што како... Да, затоа е чудно тоа кое што го зборуваме и за кое што, меѓу другото, веројатно оние кои што се во туризмот многу добро знаат и се е јасно, зашто досега барем дел од тоа не е реализирано, иако за ова сме зборувале со години наназад. И тука ќе ги споменеме турските туристи, нема да ги заставиме тоа, заради тоа што се најбројни, тоа може да се забележи дури и вака без да ги видиме статистиките. Дали причината зашто сме толку привлечени за турските туристи е затоа што тука е ефтино, а Турција е погодена од висока инфлација, или пак Македонија им се виде најаднеш како убава земја? Многу фактори се. Значи, порано беше културниот туризам.
сега е економскиот туризам. Стварно сме ние во споредба со Турција, ние сме поевтини како дестинација. Пример, 7 дена они на Охрид, 4 со место за 1000-1500 евра може да помине преубав одмор. А во Турција, пример, во Чешме, еден ден е 1500 евра. Без ништо, само спиење за 4 семејство, а кај се тие искачања, одења, прави. И затоа сме на, ефтина дестинација сме. Оваа година ќе имаме плюс авиони од Турција, од Црноморскиот регион, од Трабзон, од Самсун, плюс авиони за Скопје, кои што ќе дојдат како туристи. Се надеваме дека ќе се продаат и дека ќе биде реализирано тоа, зашто тоа е еден директен импакт за македонското туристичко стопанство. Потоа имаме секој ден 6 директни линии со Истанбул. Не знам сега дали ќе лета Turkish Airlines за Охрид ова лето. Ако лета, тоа е исто добро. Многу сме добро авионски поврзани со Турција. Тоа е главната причина. Значи, сега имаме 3 авиокомпании кои што летаат секојдневно од и кон Турција. Имаме Измир секој ден 3 авиони. Значи, имаме Истанбул 6 лета дневно. Имаме Анталија секој ден во целата година по 2 лета. И се фактички како што идат и македонски туристи во Анталија, така и обратно доаѓаат и интересно и убаво име. Сите сега како викенд гетаво име Скопје да дојдат да одат да јадат во старата скопска чаршија, да јадат кебапчиња, да јадат тулумби, што како... Да, се забележува фреквенцијата, особено во чаршијата. Среќа и таа фреквенција да продолжи, иначе, верувајте ми, сега ние треба да работиме на другите соседни држави. Да направиме, пример, еве, Бугарија. Бугарите се најдобри туристи во регионот. Значи, најпосакувани туристи, пример, прашајте во Србија, прашајте во Грција, прашајте во Турција, се бугарите. А кај нас не доаѓаат. Скоро имав една изјава за бугарски медиуми. Викам, наши македонски граѓани 400.000 одеа на скијање во Бугарија, сега не одат ни 10.000. Празен е Деве Бајер. Броди неочекуваната ситуација што се случи со политичкиот проблем, политичкиот спор. И сега, значи, и ние не одиме во Бугарија, и они не доаѓаат, ние губиме и они губат. Сега треба тоа да се направи, значи треба да направиме ние некаква промоција во Србија, да направиме што поголем број на српски туристи да дојдат во Охрид за 7 дена на одмор, не како што одат во Грција, како што одат да доаѓат и во Охрид. Меѓутоа се до тоа е убаво, значи она звучи ке кае што како, ама треба трчање, треба работа и треба визија и треба упорност во целото тоа да се направи. Дали имаме ние, дали сме спремни да го направиме? Спремни сме и треба да бидеме позитивни во овие тешки наредни 4 години што не следат ради уназад што се дешаваше со ковидот, со сите тие работи, ние треба некој да ја плати. Што беше на удар туризмот, да. Аркан, а кога сме кај вработувањата и кадарот, претпоставам дека туризмот создава и денеска можеби квалитетни и стабилни работни места или претежно кај многумина се сезонски и несигурни, или можеме да кажеме дека или се доси добра таа работна сила кај нас на пазарот на трудот? Знаете како е, кај нас туризмот е сезонска аква, а ние треба да плаќаме плати 12 месеци. И фактички, кој ќе му кажеш на вработен, еве ти сега ќе добиеш толку плата, меѓутоа тие месеци, зимно време, 4-5 месеци, тоа ќе биде покриено, тоа фактички за овде не го разбира тоа. Знаеш, малце е тоа специфично. И сега подобро е, дај му ти за 6 месеци, пример, 1500 евра плата, барем си знаем што како, за 6 месеци, зимно време, немаш обврска, полесно и подобро е. Сезонска дестинација е, меѓутоа летно време се заработуваат пари за да можеш да преживееш зимото. Да, за да можеш да преживееш зимото. И во текот на короната, многу worldwide, значи цел свет, се изгубија многу работници во туризмот. За жал, значи луѓето ги променија професија, отидоа во други дестинации, во други бранши. И сето тоа е удар кој што не може да се оправи уште. Значи, зборам на светско ниво, сегде има проблем со кадрите и тоа е проблем зашто услугата во сите сектори е падната. И во хотелиерството, на светско ниво, не е само за Македонија, не збориме за Македонија. Ние бевме многу погодени, бидејќи нашиот квалитетен туристички кадар
сите одеа на работа сезонска во Хрватска. Да. Сега се намали бројот, меѓутоа пак треба тие 20-30 луѓе што одеа да им се најде работа тука, за да работат, да заработат, да не мора да одат во Хрватска. Да. И тоа исто така сме го споменали и уште еден важен дел, фактор се разбира се туристичките водичи, но и проблем заради тоа што имаме недостаток од туристички водичи, барем тоа беше и последната во нашиот претходен разговор за тоа изборувавме дека имаме потреба од туристички водичи, но и регулацијата на водичи, не само наши, туку и оние кои што доаѓаат со тури од други земји, нели? Таа регулација која што треба да постои исто така и контрола, да. И во однос на 2028, да, тој недостаток таму најверојатно ќе биде изразен. Во однос на водичите. Јас ќе ви кажам, водичите заработуваат многу пари. Знаете ли дека дневница на водич е 200 евра на ден? Кај нас? Кај нас 200 евра на ден зима. Затоа се пунат они странците да нема никој, само они да бидат, не може. Колку тие пари они ги пријавуваат, они знаат да се пунат, меѓутоа, еве јас најтранспарентно ги поканувам сите водичи да прокажат на УЈП колку пари пријавиле дека земале. Не може. Они прават што сакаат, они се главни. Да, им требаат, значи не може, меѓутоа мора да бидат и коректни према општеството и према државата од кај што потекнува. 200 евра на ден заработуваат, ви рачунам 150 дена, 30.000 евра пари заработуваат на сезонски. Заработуваат, они се ги бива, знаат да објаснат, знаат да направат плюс бакшиши, плюс други работи. Меѓутоа, сето тоа треба они да пријават да платат барем 10% данок на државата. Потоа водичите ги продаваат аранжманите, ги удираат агенциите туристички. Знаете ли дека водичите на своите Facebook профили продаваат аранжмани за Грција, за апартмани, што како, тоа е све сива економија. Па не може така. Они знам дека кажат, странски нема регулатива. Како нема регулатива, тие странските гости секогаш си зимаат македонски домашен водич во Скопје, во Охрид, сегде кај што треба и си го плаќаат транспорт. А инаку интензитетот на таа работна сила е конзистентен? Има интерес? Има, како нема 200 евра на ден, кој не сака да заработи? Добро. Па 200 евра е дневница. Тогаш би биле сите да конкурираме, ако не. Па сите работат, значи сите и функционираат, работат. Дај Боже да имаат секој ден, не може да стигнат секој ден, ама 10 дена да работи во месец по 200 евра, 2000 евра. Плюс бакшиш. Работат, водичите не се загрозени, водичите феноменално заработуваат. Има некоја бројка колку ги имаме во Македонија? Нема бројка, ама има околу 500-600 водичи, минимум има. И повеќе има што не се со ваква со лиценца, што работат, што не може ги ваква, меѓутоа ако има потреба се зголемуваат. И све, значи, ако знаеш јазик, пример, француски, италијански, кинески, 300 евра на ден. Не можеш да ваква. Водичите, значи, не смеа да се жалат, они пари заработуваат повеќе. Еден водич повеќе пари заработува од туристичка агенција. Туристичката агенција плаќа 4 вработени, плаќа допринос према државата, плаќа све и кој ќе видиш на крај, он не може да заработи колку еден водич туристички. И водичите секогаш ние немаме заштита, како немате заштита, вие сте најзаштитени. Како бели мечки се работат, луѓето вредни се трчаат, меѓутоа не смеат да се жалат. Они заработуваат пари. Тоа е факт. Значи, нека ми се налутат за ова, меѓутоа заработуваат пари. Нека ако се транспарентни, како што се жалат, искочете, кажете на УЈП колку пари сте пријавили за данок таа година. Ние се утепаме плаќање на државата, правиме све да биде како што треба, меѓутоа ви бидете транспарентни. Затоа викам, водичката работа е многу доходовна и убава работа и многу пари се заработуваат. Да, тие најчесто знаат да споменат дека имаме странски водичи кои што не се регулирани или контролирани и дека најчесто се извртува историјата која што треба да биде покажана на странските туристи и дека тие со тоа се соочуваат, но ете, другите... Се соочуваат, му бара 200 евра од граница кој ќе влезе да го бара на телефон. А сега треба да бидеме и реални, значи полудневна 3 часа тура во центарна разглед на Скопје околу 60 евра. Они без 200 евра не сака да пројдат и тука е конфликтот. И фактички ти треба да го смириш тоа вакво. Меѓутоа не може така со вакво. Агенцијата не може да заработи пари колку што заработува водичот. Тоа е факт. Да. Генерално очекуваш годинава да биде една од поуспешните за македонскиот туризам? Тешка година е ова, многу тешка е. Ако успееме да ги повториме бројките од 2025, ние ќе бидеме многу успешни. Знаете како, светското опкружување
не се знае кај води. Секој ден се дешаваат некои нови кризи, нови жаришта, нови проблеми и затоа е малце специфично. Значи, ние мора да бидеме оптимисти. Ќе пројде, ќе дојде, меѓутоа мора да знаеме дека почнуваме со тешка година и треба да бидеме реални. А зашто е тешка? Па тешка година, економската криза не е само кај нас, сегде е економска криза. Значи во целото соседство, во Србија, гледај во Албанија, во сегде. И 2025 беше исто. Па затоа викам, ние добри... кога ги повториме бројките од 2025 ќе бидеме на вакво. Ама не е сега да очекуваме ќе имаме 10 милиони луѓе, не може да бидеме вакво. И плюс продажбата на светско ниво е проблем. Па сега да бидеме реални, еве доаѓа беше во Амстердам, така во Амстердам луѓето се спремаат за војна. Таксистите, праша ги, сите им дале наредба дека ќе има војна, да спремаат кривници, што како тој човек сега да се спрема за одмор, да дојде во Охрид, кога човекот го спремаат за војна. Исто така и во Франција, значи затоа треба да бидеме реални, тешка година е. Не се знае од која страна што како, од кај знаеме се дали Русија ќе нападне некоја НАТО земја, па ќе има војна, па ќе има тие работи, тогаш све ќе застане, туризмот тогаш застанува. Затоа викам 2025 ако ја повториме, ние сме среќни. Мора да бидеме предпазливи и да не бидеме умерени оптимисти. Да. Негде помеѓу оптимисти и реално загрижени. Не, сега да не кажеме ќе биде, ама кој ќе не. Аркан, благодариме многу на овој исцрпен разговор, впрочем како и секогаш кога си наш гостин, ако зборуваме за она кое што навистина е слаба точка во туризмот и каде во што треба да се поправиме, и верувам на секоја следна средба или до секоја следна средба ќе гледаме малку повеќе на дела, помалку теорија, поточно поголем дел пракса, но како што кажавме, тоа зависи од доста фактори, што веруваме дека ќе профункционираат. Умерен оптимизам. Умерен оптимизам, да. Вистина би сакале сите да создадеме некоја долгорочна вредност за нашата земја, така што ајде да видиме. 2026 можеби како цифра ветува. Да. Се надеваме. Да. Благодарам на поканата, задоволство како секогаш. И се надевам дека нареден пат кој ќе дојам, ќе ги бројките ќе бидат многу дупло пагу, па ја ќе сгрешам. Да, така е. Да се надеваме на тоа. Успех посакуваме и се разбира убав ден или добар старт на и оваа работна недела.